На 10 дена пред крајот на календарската година, Советот на општина Кочани ја одржа редовната 4-та седница што имаше пообемен дневен ред. Причина за тоа беа плановите и програмите за работа на институциите и службите во локалната самоуправа, што вообичаено се носат пред почетокот на новата календарска година. Токму поради актуелноста на точките, очекувано беше дека дискусиите на советниците ќе траат и подолго, па расправата по целиот дневен ред се различе на рекордни 6 часа, при што имаше и повремени расправи што беа надвор од темите кои се разгледуваа. Повод за дел од нив беше и посетата на председателот на ВМРО ДПМН на Кочани Христијан Мицковски и увидот што беше направен во проектите што се реализираат во општината. Страната на општина Кочани е страна на сите граѓани на ова општина, без разлика од нивната верска, политичка или било каква друга припадност. Имено, во текот на вчерашниот ден, при посета на лидерот на ВМРО ДПМН, на страната е објавена истата посета, дали со ова сака да се добијат одредени партиски поени и кој е лицето кое што прави ова објава. Значи, ова објава можете слободно да се објавувате на вашите партиски страни, меѓутоа на страната на општина Кочани за мене е недозволиво лице кое што не е во улога на ниедна институција да доаѓа во нашата општина и ние тоа лице да го промовираме. Ќе се надоврзам за сајтот на општина Кочани. Мислам дека ова вчера беше преседан да се промовира политички лидер во посета на општината. Мислам дека се нема случајно до сега. Тие проекти се однесуваат на сите граѓани на општина Кочани, така да тука како градоначалник, предводен како лидер на општина Кочани, има право тоа да го објави на сајт кој е поврзан со локалните проблеми на општината. Но исто така сакам да ги потенцирам и двојните аршини кои ги има колегата Венко, бидејќи очигледно лично тој не може да го преболи поразот на Николчо Илиев, дори повеќе е загрижен од самите колеги од СДСМ. Значи има двојни аршини. Претходно за време на мандатот на Николчо Илиев, мислам дека исто така имаше фотографии, исто така имаше злоупотреба и на верски лица, злоупотреба на политички лидери, злоупотреба на премиери, на министри за само промоција. Каде беше тогаш колегата Венко да реагира на оваа конкретна ситуација? Нормално дека вие како председател на општинскиот огранок имате потреба да го браните вашиот председател, меѓутоа нема потреба да бидете апологет. Јас до сега немам видено на страната на општина Кочани да почнува денеска председателот на таа и таа партија, еве да бидам чесен, и во времето на Николчо Илиев јас немав видено таква објава. Доколку има, најостро е осудувам. Меѓутоа немам видено, еве проверете, доколку има, најдете, јас лично ќе излезем и ќе осудам таа објава. Советниците на оваа седница усвоија само 10 од предложените програми и планови за работа, додека останатите не добија подршка поради што се повлечени за доработување. Со новите дополнувања ќе бидат предложени на последната седница за оваа година, а на која покрај другото се донесува и буџетот за наредната. На 4-та седница на Советот на општина Кочани, поради обврски во заедницата на единици на локална самоуправа во Скопје, не присуствуваше градоначалникот Љупчо Папазов. Поради тоа, поставените советнички прашања ќе бидат одговорени писмено. Председателот на Партијата за демократски просперитет на ромите Аксел Ахмедовски на пресконференција пред управната зграда на Водовод во Кочани обвини дека имало физички напад и мобинг врз вработени во комуналното предпријатие кои се членови на партијата. Нападот се случил во текот на работно време, додека вработените ја одржувале јавната хигиена, при што имало закани со политичка конотација, а за кои Ахмедовски изрази сомневања дека се поттикнати од повисоки раководни структури. Денеска на плоштадот во Кочани физички ги нападна вработените на јавното комунално предпријатие Водовод од Кочани, поточно тоа се лица членови на Партијата за демократски просперитет на ромите, и тоа без некаква причина и повод. Она што тој тоа го работеше беше јавно промовирано преку неговиот Facebook статус. Тоа се работи за лице со надимак Пајо, кој што во пред целата јавност, покажувајќи го дури прстот, дека после изборите ќе примени било каква сила, принуда и притисок врз овие лица кои што стојат веќе позади мене, затоа што
биле припадници на партијата за демократски просперитет на ромите и затоа што давале поддршка на кандидатот за градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Јас сметам дека ваквите постапки на овие лица, па и на други лица кои што веќе имам информации што се случуваат и во другите општини, се крајно непримерни и мислам дека користењето сега на политичката моќ е крајно непримерено заради вршење на било каков притисок. Покажувањето и изразувањето на своите фрустрации заради некаков политички реваншизам, мислам дека сега не е време за тоа, туку дека треба да бидат смирени сите овие страсти. Порака упатува мина самиот градоначалник на општина Кочани, на директорот на јавното комунално предпријатие Водовод, на представникот во законодавниот дом претеникот Миле Левков, затоа што сакам да верувам дека овој настан кој што се случил денеска во плоштадот во Кочани дека не потекнат од нив. Инаку заканите нешто се преминуваат против членовите на мојата партија, туку има закани лично и против сигурноста и безбедноста по мојата личност и по мојот авторитет. Еве веќе се случуваат настани во Штип, во Пехчево и во другите општини. Насилничкото однесување било пријавено во полиција, при што Ахмедовски упати повик надлежните органи да го испитаат случајот и да преземат соодветни мерки. Од комуналното јавно предпријатие Водовод ги отфрлија обвинувањата дека имало некакво поттикнување за настанот, а ВД директорот Иван Иванов осуди какво било насилство и мобинг доколку се случиле. Општинската организација на СДСМ од Кочани упати писмена реакција во врска со посетата на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, при што заедно со градоначалникот Папазов направи увид во инфраструктурните проекти во општината. Председателот на ДПМН Мицковски, кој пред 2 месеца жестоко критикуваше се што работеше тогашната локална власт, патувајќи по завршницата на брзиот автопат направен од централната власт и СДСМ, дојде во Кочани за да ги поздрави и да го закити сегашниот опозицијски градоначалник Лјупчо Папазов со истите. Додека претходно ги толкуваше како неуспешни, вчера зборуваше гордо за квалитетот и нивното значење во подобрувањето на животот на граѓаните. Посведочи најмалку 10 капитални проекти отпочнати од централната власт и СДСМ, меѓу кои ги пофали фекалната канализација во Тракање, реконструкцијата на улицата Роза Петрова и замената на цевководот во село Грдовци, проекти на Николчо Илиев и СДСМ. Заедно со Папазов, дел од локалниот огранок и армија новинари излегоа на увид на градежните активности. Партиската агенда, опозицијскиот градоначалник Папазов ја реализираше во работно време, кое требаше да го посвети за средба со граѓаните, но тие ќе почекаат. Колку влог дадовте вие, господине Мицковски, за да ги подобрите условите за живот на жителите за кои сега зборувате? Ништо, освен испразнет буџет и долгови. Се надеваме дека трудот, отчетот и работата на СДСМ, во кои и самите се уверивте и ги пофаливте при вашата посета, ве испратија дома со мотив и поттик за тоа како вистински треба и се гради и унапредува една општина, стои во писмената реакција од Општинската организација на СДСМ од Кочани. Како одговор на реакцијата на Општинската организација на СДСМ од Кочани пристигна и писмен допис од кабинетот на градоначалникот Лјупчо Папазов, во кој се вели дека 3 капитални проекти кои се во тек на градежни работни активности, а еден во финиширана фаза, се изведуваат во интерес на граѓаните на општина Кочани. Како инвеститор на потисниот цевковод во Грдовци се јавува ТАФ, од чии средства се извршува овој значаен проект, додека финансирањето на проектот на реконструираната улица Роза Петрова е преку Бирото за регионален развој. Проектот за реконструкција на канализационата мрежа во Тракање е финансиран од Швајцарската агенција за економска соработка СЕКО. Ова покажува дека овие проекти не се финансирани од буџетот на општина Кочани, ниту од нечии приватни средства, а најважно од се е дека овие проекти се од значителен интерес за нашите сограѓани, бидејќи се решаваат долгогодишни проблеми. Една од обврските на градоначалникот на општината е во текот на неговото работно време да врши надзор на реконструкциите и проектите во тек, како и да извршува нивна посета на лице место. Оние проекти кои сегашниот градоначалник на општина Кочани Лјупчо Папазов сметаше дека се во интерес на граѓаните и би решиле одреден долгогодишен проблем, ги проложи од неговиот претходник за да не останат на лист хартија. Во моментот се реконструира и градскиот парк во Кочани и дали ова значи дека веќе започнатиот проект треба да го продолжиме или можеби да го оставиме да го завршите вие ако некогаш се вратите на власт, се вели во писмениот допис од кабинетот на градоначалникот Папазов.
Нов успех постигна 13-годишната ученичка Јована Давидкова, членка на шаховскиот клуб Кочани. Таа го освои второто место на државниот надпревар во шах што се одржа во Скопје. Во голема конкуренција на ученички од основните училишта од државата, Давидкова уште еднаш го покажа својот талент и вештина во шаховската игра и се закити со сребрениот медал. Младата кочанска шахистка е ученичка во 8 одделение во основното училиште Кирил и Методи, а досега зад себе има поголем број шаховски награди и успеси. Едно од најголемите постигнувања за сега е титулата првак на државниот надпревар во шах за девојчиња, што ја освои пред 2 години. Поради тоа, освојувањето на второто место на државниот надпревар во шах во Скопје воопшто не е изненадување.